боли за Македонија, за светот. Облемни сме во тага, во црно, дека е светол патот до вечноста на сите починати, сочувство до семејствата. Бог нека дава сила да се издржи оваа тага, што не може да се промени, да се пронајде вера, надеж и љубов за понатаму. Токму на оваа тема денеска ќе зборуваме со нашите гости. Во првиот дел имавте можност со колешката Јелена и со Роберт телефонски да се слушате, а во овој дел со нашите гости секако ќе позборуваме на оваа важна тема, малку што се вели да пронајдеме утеха и како да се справиме со тагувањето кое што е составен дел од нашиот и секако од нашиот живот. Веднаш до мене е господинот Марин Гавриловски, адвокат и колумнист, кој што од вчера имаше интересна, не интересна, туку колумна поврзана токму со овие случувања и ќе позборуваме за ова. Верувам дека и за вас и за сите нас денеска е навистина многу тажен ден. Секако, јас би сакал на почетокот да изразам моето најдлабоко сочувство до семејствата на оние што ги изгубија најмилите. Потоа да изразам надеж дека оние кои што се борат за своите животи по болниците во Македонија и во Европа ќе се изборат, тоа се млади луѓе, се надевам дека ќе имаат доволна енергија. И трето да се заблагодараме и како граѓанин до сите оние наши пријателски земји кои што во овие тешки моменти се со нас и ни помогна во овие моменти. Така. Отец Бобан Митевски, кој што ова утре со нас, верувам дека во овие моменти најмногу луѓето бараат утеха во Бога, ви се обраќаат до вас, да на некој начин се справат со она кое што не може да се промени. Така е, исто така јас сакам да најпрво на почетокот да го изразам своето сочувство до семејствата на загинатите, да посакам добар рај, Царство небесно и Бог да ги прости, а за оние кои што се соочуваат со предизвикот, нели, на здравието, Господ да им помогне за сето тоа. Самите рековте, сега ова е момент кога ние навистина бараме начин и тоа единствено при оној кој што ја има силата и кој што е една постојана љубов и една постојана милост да не утеши во овие моменти, а тоа е Бог, нашиот небесен татко. Притекнуваме како деца, како оние кои што сме ранети, како оние кои што имаат потреба од нашиот небесен Отец и се обраќаме кон него секој на својот начин. Едни со тагата, други со молитвата, трети со гневот, барајќи го од Бога, барајќи сатисфакција, барајќи утеха од Бога. И она кое што црквата го порачува и единствено е на, би рекол, низ незината традиција изводливо, а тоа е да го правиме во едно смирение, во едно крајно тихование, во едно продуцирање на тоа смирение кое што ќе го одземе, ќе го тргне настрана секој гнев кој што се напластува сега поради тој емотивен навој кој што го чувствуваме, за навистина да можеме да ја видиме светлината бркајќи ја темнината. Така е. И веднаш до вас не се нашите гости од првата детска амбасада Меѓеши, Драги Змијанац, кој што е извршен директор и основач на првата детска амбасада во светот Меѓеши, и Мила Дамјановска, која што е СОС оператор во првата детска амбасада Меѓеши, која што навистина е многу значено во овие моменти. Младите на некој начин излегуваат на улиците да искажат, да го искажат и својот гнев и револт, но секако и да дадат еден последен поздрав на своите врсници. И психолошката поддршка секако е многу значена, но вие тоа не го правите само во овој момент, вие тоа постојано го правите. Знаете, овие тегобни денови и последиците кои се случуваат отпосле, посттравматските се многу тешки и мислам дури тек сега ќе ги почувствуваат и најблиските и пошироката заедница и во училиштата и така натаму. Секако сочувството, емпатијата, молитвата е многу важна, но во овие мигови што следат, поддршката и помошта исто така, солидарноста треба да ни биде врв на доблест и токму затоа нашите СОС оператори и волонтери
се понудија за жал повтор пат во Кучани пред неколку години, кога беа пожарите, исто така ги понудија своите 7 телефонски линии да бидат 24/7 достапни за било каква помош, подршка, разговор, затоа што има потреба за такво нешто. Ние сме мобилни и нешто повеќе тоа, мислам дека самата Мила, која е долго години како волонтера, сега и како оператор на Ало Бушавко, првата телефонска линија за деца, може да ни каже нешто повеќе. Да. Пред се сакам да изразам сочувство кон сите кои што се засегнати директно и индиректно од оваа трагедија, извината. Мислам дека е навистина тешко за сите, особено за фамилиите кои што се изгубиле некој близок или пријател или сопствено дете. Многу мои врсници, како што кажавте, вие веќе изразија сочувство излегувајќи на улиците и сакав да кажам дека ние сме тука да олесниме на кого можеме, иако не можеш да олесниш ваква ситуација, меѓутоа да помогнеме луѓето да се справат со загубата и да поддржиме прва психолошка помош, да пружиме и помош и поддршка и се што ви треба на сите. Како што рече Драги, 7 броеви кои што се дадени на нашите социјални медиуми, Ало Бушавко линијата постои независно од целава ситуација, меѓутоа сакавме да можеме да дадеме повеќе поддршка и затоа ги отворивме другите линии. Тука сме на располагање пред се за децата и младите, меѓутоа и за секој друг кој што му е потребна било каква помош. Така, јас би сакала од Рижија да ги замолам, да ги постават телефоните за да можеме да ги видиме, бидејќи освен Ало Бушавко кое што постојано постои, психолошка поддршка на младите, има сега дополнителни овие линии кои што се сега активни 24/7. SOS линијата за деца и младите постојано постои. А сега се овие дополнителни броеви кои што во овие моменти може да им се најдат на сите они кои што се засегнати во однос на справување на ова огромна тага со која што сите се соочуваме и никој не остана рамнодушен. Отец, еве, со вас би започнала. Што треба да знаеме за тагувањето кое што е составен дел од животот и како да си помогнеме во вакви најтешки мигови? Самите добро кажавте дека тоа е толку составен дел од животот и ние воопшто не треба да го отстрануваме од својот живот. Треба да тагуваме и треба да го изразуваме сето на кое што е наша внатрешност, наша емотивност во дадениот момент, но не смееме да го претвориме животот во тага, затоа што претварањето на животот во тага ќе донесе некои други последици и некои други консеквенции. Да, треба да тагуваме и таа тага да му ја, од нашиот аспект, да му ја предадеме на Бога. Да му ја дадеме едноставно како жртва на Бога. Треба и да плачеме, треба и да роптаме, треба и да се гневиме, но сето тоа да го правиме со една причина која што треба да не наведе до тоа да го најдеме мирот и да го најдеме смирението. И Богородица тагуваше кога нејзиниот син го виде распнуван на крстот и илјадниците христијански семејства тагуваа кога ги гледаа своите блиски мачени заради верата и така натаму. И ќе кажам дека никој не треба да се репресира сами од себе си и да не го испушта и да не го вади од себе она кое што треба да го извади, нормално правејќи го на еден достоинствен начин. Од друга страна пак, тагата треба да не доведе до, би рекол, до просветление, затоа што таа е еден амбиент од кој што ние треба да ги изгониме облаците, бурата во која што се наоѓаме и да излеземе над таа состојбата каде што грее сонцето, така описно кажано. Да, за да можеме... и тагата има неколку фази како на тагување, така, кој што така е. И секогаш кога е тагата присутна треба да бараме помош. Не треба да тагуваме заедно,
Ние секогаш од една пастирска и една духовничка смисла велиме дека човекот кога е во тага не треба да се осамува, не треба да се повлекува, туку напротив треба што повеќе диалог, треба што повеќе разговор, што со стручни лица, што со црквата, што со блиските, што со роднините. Тоа да не го држи во себе. Да не го држи во себе, туку да го изнесува, нели, од себе, но како што кажав, на тој достоинствен начин, на тој начин кој што всушност ќе даде некаква полза и за самиот себе си. Не сега тоа да биде една стихија која што не знаеме докаде, нели, може да дојде преку своето вадење од себе, туку тоа треба да се правиете на еден начин кој што ќе биде контролиран, начинот во рамките на општеството, во рамките на семејството, во рамките на другарите и другарството, во рамките на црквата, во односот со црквата и секако во односот со стручните лица. Затоа би рекол дека тагата е толку составен дел од животот, но тагата не е она на кој што треба да остане. Така. Доаѓаат ли со прашања во смисол ве сега ни се пости веќе трета недела, крстоносна е оваа недела, се крстеа водите, каде што велат ви се обраќаат со еве правам нели се постам, доверник сум, верувам зошто ова ми се случило, верувам нека тие прашања во вакви мигови многу од оние кои што сега има многу семејства кои што се зацрнија, ние изгубивме една цела млада генерација која што е иднина на оваа земја. Неминовно е дека општеството треба да тргне конечно и веќе еднаш кон поправање. Но тоа поправање можеме да го добиеме и да го стекнеме и да го возможиме само доколку секој тргне од себе поправањето. Доколку тргне од самиот себе си. Не можеме да бараме нешто или некој или некои да се поправат, а ние никогаш да не се изменуваме и да не се поправаме. Во црквата ние тоа го велиме, ако сакаш да стекнеш мир околу себе, треба најпрво да го стекнеш мирот во себе и со себе. Затоа тоа е она кое што е најпотребно. Сите прво треба сега да се погледнеме себе си, да ги погледнеме своите грешки, своите постапки, затоа што сето ова што се случи е дело на, би рекол, сите нас, кој помалку, кој повеќе, затоа што сите учествуваме во овој систем кој што го создадовме, а систем кој што не голта. Мене деновиве ме прашува отец, постои ли оптимизам, постои ли за нас промена? Колку и да се спречував да го дадам одговорот, во тие моменти навистина немав одговор кој да го дадам. Немав сила да дадам оптимизам, затоа што веднаш по излегувањето од дома и по случувањето видов дека на нечии лица сето ова многу влијае, на нечии лица во нечии постапки воопшто не влијае. Затоа ние мораме да тргнеме од себе изменувањето и себе поправањето, од она кое што ние го викаме со терминот преумување. Значи, ние треба да се преумиме, ние треба да стекнеме друг ум. Моделот за тој ум ни го нуди Христос. Значи, ние треба да се свртиме кон Христа, треба да се свртиме кон Бога, треба да се свртиме кон тој светотаински, постојано покајнички начин на живење, во кој што нема да се гледаме само себе си, туку ќе ги гледаме најпрво сите. А затоа што сите сме себе си. И затоа велам дека тоа е единствениот начин, тргнувајќи од себе, веќе конечно да почнеме да го менуваме општеството, а тоа може да стане само доколку ги вратиме оние основи на нашето општество, тоа се семејството, образованието и сето она кое што треба да се нуди на младиот човек од неговите први стапки. Тука и црквата апсолутно мора да се вклучи поактивно, дефинитивно, и веќе е време да се вклучи многу поактивно во пристапот кон луѓето, кон оние кои што ни се народ Божи, како што ги нарекуваме и кои што за нас се скапоцени. Затоа мислам дека тоа е начинот е преумувањето, именувањето, а моделот ни е Христос. Да. Господине Марин, вчера напишате една колумна со наслов "Непочитувањето на законите убива зарем не". А всушност и од младите видовме во неколку наврати пароли кои што ги носеа ај што не избркавте од државата, туку и живи не изгоревте. Каква всушност ваше согледување или пак на некој начин порака сакавте да упатите со оваа колумна? Вие секоја среда излегува една ваши колумни кои што се поврзани со општествените случувања, но оваа трагедија на вистина не погоди сите и еве и верувам дека тоа беше главна тема и на вашата колумна која што сакавте на некој начин да
Да, дайте ваше видување, а всушност видување кое што го слушате од вашата околија, од пријатели, од вашето семејство, ќерки тука. Јас повеќе години се обидувам, преку моите колумни, на тој начин да се обидам да дадам некои мислења кои што мислам дека се правилни, по која насока треба да се движи општеството, токму поради тоа што и јас ги согледувам сите тие аномалии кои што со текот на овие години се таложа и се таложат. Така, вие сте адвокат по професија? Да, помеѓу другото, да. Јас некако си го поставам прашањето колку нашите животи се подобриле во изминатите 30 години, ќе забележиме дека фактички нашето општество многу малку ни пружало. И многу малку е направено во насока на тоа граѓаните да живеат подобро, да живеат побезбедно, да сакаат да останат тука, а не да гледаат првата прилика да избегаат од Македонија. И тука првичната таа најбенигна, да речеме, вина ја гледам во сите нас. Затоа што ние во овие изминати 30 години, одејќи по линијата на помал отпор, многу малку како индивидуи се трудевме да го измениме општеството, да се измениме самите себе, да гледаме да не ги правиме и оние најситни, да речеме, престапи кои што сметаме дека се небитни. Меѓутоа, кога ќе се акумулираат тие во цело едно општество, ќе видиме дека тоа не е мала работа. И тоа не е од денеска. Така, и ние мораме прво од себе да тргнеме. Ние да ги почитуваме законите. Понатаму ја гледам вината на едно повисоко ниво, тоа е во оние политички чинители, општествени чинители, кои што со своето недејствување придонесоа општеството да дојде до ова ниво, кое што ние не можеме нашите деца да ги пуштиме да излезат надвор од нашите домови, а да бидеме сигурни дека ништо нема да им се случи. Тие имаат огромна одговорност, затоа што и тоа сите политички чинители. Не можеме ние да речеме дека некој што се бавел со политиката во овие 30 години нема удел, посреден удел во ова злосторство. На некој начин ние ги избираме. Мораме да го кажеме тоа и тие да бидат свесни. Не може, сега обвинителите имаат проблем како да ги процесуираат своите постапки затоа што пред некоја година минатиот парламент го измени кривичниот закон во насока на тоа да им се олесни работата на оние што прават престапи. Кој има одговорност за тоа? Дали некој ќе сноси одговорност за тоа? Да. И конечно третото ниво на одговорност, најголемата одговорност ја имаат тие и вина, оние директните извршители. Оние кои што фактички го корумпираа општеството. Дали се тоа бизнисмени, дали се граѓани обични, кои што успеваат преку непочитувањето на законите за себе да создадат некое добро, а на штета на општеството. Така, затоа што закон имаме, но имаме непочитување на законите. Точно, неспроведувањето на законите и непочитувањето на законите е и огромната системска корупција во државата е таа која што не доведе до ова ниво. И сега се поставува нели прашањето од каде да се започне, конкретно нели за еве нека се започне сега со најригорозна казна за оние кои што го направи ова злосторство. Органите, државните органи треба неселективно, брзо и ефикасно да ја спроведат оваа постапка. Затоа што видовте дека гневот на граѓаните е на многу високо ниво. Ние видовме што се случи во Кочани со демолирањето на тоа е разбирлив гнев. Граѓаните веќе немаат доверба во државата и ја земаат правдата во своји раце, а тоа во едно општество кое што треба да е регулирано е лошо. Ние не смееме државата е создадена за да создаде ред и да го олесни животот на граѓаните. Ние во оваа фаза го немаме ниту едното, ниту другото. Ниту граѓаните живеат добро, ниту има ред во државата. Значи, мора редот и поредокот да се врати, мора довербата да се врати, а тоа ќе се случи тогаш кога политичарите ќе покажат дека не се коруптивни и дека не се селективни.
нема наши ваши, сите ја имате одговорност и сите треба да ја превземете одговорноста. И има работи кои што немаат цена, едноставно не се бидејќи последиците по тоа се многу големи. Па Така, дали е господин ова Марин, би да. сакала да се надоврезам на темата за тоа што кажавте, ние долги години имаме корупција, да речеме не е оваа корупција од вчера. Што мислите еве вака ваше стручно мислење со оглед на тоа што сте адвокат по професија и кажавте дека системот сме сите ние и вие и ние и обичните граѓани нормално, што е паметно за тоа што да, гневот ескалира и она кое што на сите нас ни смета е сега што сите го познаваат законот одеднаш, нели сите се најгласни на социјалните мрежи. Што е најгласно, што според ваше стручно мислење треба да направиме сега за тоа што нели еве владата работи, нели гледаме излегуваат по прес, не е дека нели не работат, сега што работат, нели тие најдобро се знаат. Дали треба да им ја оставиме таа работа на нив, да не им се мешаме во процедурите, затоа што кажавме ова не е од вчера. И ако се почнало од сега, јас мислам дека они ќе имаат многу работа и тоа не се решава преку ноќ. Зборувам за корумпираниот систем во кој што живееме, за тоа ќе треба многу време. За жал, јас не можам да најдам крај на светло на крајот од тунелот, така да кажам. До тоа ниво е корумпирано општеството, што јас не можам, не знам дали со еден, да речеме, вообичаен начин на подобрување на работите ќе може тие да се сменат. Не можам да најдам одговор на прашањето како ние ќе се вратиме назад во нормала. Барем да ја гледаме нормалата во близина. Кои се тие здрави некои клетки за кои што Би се фатиле. Да, ние треба да тргнеме секој од нас и да гледаме да ние да станеме подобри луѓе, бидејќи очигледно општеството не успеа да биде на нивото на задачата која што му е дадена. Значи, ние мораме да кажеме дека мораме да бараме во политиката да се вклучат луѓе кои што имаат поголем интегритет, кои што си мислат добро на својата држава. Ние 30 години имаме луѓе кои што доаѓаат со празни џебови и излегуваат како милионери. И тие неказниво си продолжуваат со своите действија кои што во крајна линија доведуваат до вакви трагедии. И не знам колку ние можеме институционално да ги решиме работите. Ја не знам. Па да, затоа што конкретно дискотеката, секако ние мораме сега да дадеме шанса органите да си ја завршат својата работа и да видиме како тоа ќе го направат. Министерот Тошковски не е политичар, прв пат влегува во политиката. Во неговите изјави се гледа тој обичен граѓански гнев, така да го наречам, но меѓутоа на некој начин и страв дека он не може до крај да ги контролира работите, затоа што работите се отидени многу далеку. И не знам колку ќе можат институциите тоа да го направат, меѓутоа мораат. Ова немаме веќе ние враќање назад. Значи они мораат да испорачаат резултати сега. Зашто општеството понатаму во која насока ќе оди Сакам да надополнам. Барате здрава клетка, барате нешто што ќе биде светлина на крајот од тунелот. Јас се сеќам на оваа емисија пред една година гостував тука кога беа изборите и реков, тој одеше како Риелс, многу добра поента со Роберт направивме, дека оваа следната влада ќе нема со кого да владее ако младите се заминат. Сами со себе ќе владеат и нема никаква поента. Екзодусот на младите се случува од разочараност и нефункционалност на системот, недоверба, од неказнивост, немање лична одговорност. Кога општеството е крибиногено и канцерогено и во корупција и во загадување на воздухот, водата и почвата, ние ги жртвуваме и ги мачиме. Значи, треба да создадеме можност, атмосфера каде што тие ќе бидат главните двигатели на промената. Ние не сме кадарни очигледно да ја направиме промената, затоа што веројатно ние сме дел од тој систем кој го поддржуваме индиректно, директно, не спротивствувајќи се, не бунејќи се. Значи, неказнивоста е многу голема проблематична ситуација во која се повторува како рецидивизам веќе 3 и повеќе декади. А ако не се фокусираме кон децата и младите, да им дадеме можност тие да ја направат промената со наша поддршка, мислам дека ние по возрастната генерација изгубивме оваа битка. Можеби многу битки изгубивме и не знаевме како да се справиме и да го кренеме гласот прикладно, соодветно,
која ќе биде опобена за секоја една следна владина гарнитура. Сега после оваа ситуација, кога ќе направиме осврт не само за модуларната болница, не само за автобуските несреќи. Ја мислам дека имаше исто една ваква ситуација во една дискотека пред многу години. И во Романија и кај нас и така натаму, значи тука кога е длабоко вкоренет криминалот, корупцијата, неказнивоста, а ако е правосудниот и судски систем исто така вклучен во сето тоа, а знаеме дека за мерењата за довербата во правосудниот и судскиот систем не е се на голема. најниско ниво. Тоа значи дека граѓаните ја изгубиле довербата во државните институции и сега тие треба да направат ресет, односно да се цел систем. да се пренасочат кон фокусот на казнивоста. Очигледно ние немаме високи морални и етички доблести и вредности кои ги почитуваме. Или сме ги изгубиле по пат. Може би умеѓу време сме ги изгубиле, дали сме ги изгубиле семејните вредности, дали воспитно-образовниот процес не е на тоа ниво кое треба да биде, дали етиката не ни е доволно присутна како луѓе, како човечки суштества и сега сме заталкани во еден тој свет на нефункционален систем каде што ќе се спасува кој како може. Значи нема тука систем. И тој систем очигледно нас не убива постојано, континуирано. И со одредени канцерогени состојки кои не загадуваат цела зима, и со пожари како што се случи во Кочани. Да. И така натаму, сега да не набројувам, да не ја проширувам проблематиката, но ако не се случат промени, почнувајќи некој од нас каже, мисле че ние Од нас самите. И двајцата гости се согласија дека промената на лична од нас одговорност. Така е. Лична одговорност, значи лична одговорност, па потоа колективна одговорност. Секогаш треба да се прашаме што можам да сторам јас, колку можам да сторам јас. Затоа што ова несреќа, ако денеска не ја средиме, утре може да се случи на друг и така натаму и таа баш е како канцер. Да. Значи, А вината си ја префрламе цело време. Не знам. Постојано бараме некој друг да е крив. Бараме вина во некој друг. Има систем, јас мислам дека и адвокатот ќе каже, има систем на казнивост, има закони, само кој ги спроведува, на кој начин ги извршува и дали тоа е согласно и личниот дигнитет на судијата кој тоа го процесуира. Има тука работа и за јавно обвинителство, полицијата и така натаму, но кога ќе направите резиме дека во целиот тој систем се вклучени многу институции и актери, тоа е многу загрижувачки и демотивирачки. Сега ние треба да ги охрабриме, да им дадеме надеж на младите, како тие нас да ни веруваат, во што да ни веруваат. Да. Што можеме ние да сториме, да им кажеме дека сме барем малку етички доблесни и одговорни, дека можеме да направиме некаков ичекор напред. Да им бидеме поддршка да не си заминат од тука. Ако си заминат од тука, ќе останат средна и повозрастна генерација и ќе ни замре државата и целиот овој простор. Така да јас повторно би се фокусирал и до сите институции, посебно да обрнат внимание на децата и младите, затоа што нив сега им е потребно, они имаат многу прашања. Нив им е потребен сигурен простор. Тие сакаат да бидат сослушани, со нив да се разговара, тие се збунети, конфузни, не знаат дури ни како да реагираат. Има некој потреба со нив да разговара. Значи, тоа се првите родителите, па пошироката семејна заедница, па наставниците, па класните раководители, па треба да им се овозможи простор да дебатираат, форум, некакви активности, значи да не паднат во дефетизам, во анксиозност, туку треба сега да се охрабрат, нешто да прават. Имаше неколку случаи што мене ми побудија надеж кога се здружија децата од различни етникуми каде што упатуваа пораки. Значи, со нив треба да се работи сега многу поинтензивно, да не ги оставиме сами на себе со многу прашања, без многу одговори. Да, затоа и сега, како што и пред да започнеме, мислам со емисијата, спомнавме дека психолошката помош е сега најпотребна. Може би сега во овој момент, затоа што ние уште не сме свесни што ни се случува, нели, како неприфаќањето е она кое што прво доаѓа и ние не сме свесни уште, меѓутоа малку кога ќе легнат работите, нели, може би
малку шокот кога ќе помине, ние тек тогаш ќе почнеме да ги чувствуваме оние лоши последици на Ние се ова. покрај тоа што ги понудивме нашите линии, понудивме и насоки како треба родителите и наставниците да постапат и разговараат со децата. Така. Многу е чувствителен моментумот и многу бара сериозен и посветен пристап, би рекол и стручност. Мила? Може Мила да каже може нешто Мила. тука како најмлада овде кој што имаме и кој што има искуство во вакви ситуации. Ние сега зборуваме за оваа несреќа, меѓутоа да кажеме дека Мила минатата година, ако не се лажам, е одбрана како херој во Меѓеши затоа што има една многу успешна приказна, една од многуте, еве така можам да кажам, каде што има нели и спасено живот на девојче, ако не се лажам. Мила, можеш да раскажеш малку повеќе за тоа? Па да, се работеше за девојче која што имаше суицидни мисли во моментот кога се јави на линијата. Всушност беше насред извршување на обид за самоубиство. Ситуацијата се реши позитивно за да не се уплаши некој. Меѓутоа беше ние на линијата јас разговарав со незе со помош на целиот тим на Ало Бушевко, за кој што сум многу благодарна. Помогнавме девојчето да разговара со нас и да не стори тоа што имаше намера да стори, се додека дојде полицијата во интервентен случај ја зема на безбедно. Колку случаи вака имаме често во државата? Зборувавме малку пред да започнеме. Јас бев многу изненадена од податокот што многу млади звонат на телефонската линија во вакви ситуации. Што се случува? Да, има за секакви работи звонат на линијата, меѓутоа има и вакви случаи каде што децата навистина немаат не гледаат никаков излез, збунети се, не знаат што да направат и сакаат да бидат спасени на некој начин, затоа се јавуваат на линијата, меѓутоа е во многу тешка состојба и мора веднаш да се делува на такви работи. Имаше период кога имаше и 10 повици одеднаш во еден месец за самоубиство и самоубиствени мисли. Сега овој период малку помалку има, меѓутоа се уште се случуваат, еве пред некоја недела имаше баш таков повик. Важно е да се делува и важно е да се слушнат младите, бидејќи не сите имаат поддршка ни дома, ни во училиште, ни никаде и најчесто тие што не се чувствуваат поддржано никаде се јавуваат кај нас.